Дали знаете дека во 1965 година Музеот на современа уметност во Македонија на подарок ја доби сликата Глава на жена, масло на платно од Пабло Пикасо, која уметникот ја насликал во 1963 година. Делото е личен избор на Пикасо, кој меѓу првите светски познати уметници се огласил да донира свое дело за колекцијата на музеот по катастрофалниот скопски земјотрес во 1963, кога вниманието на целата светска јавност било свртено кон изградбата и обновата на Скопје, но и кон подигнувањето на духот на скопјани. Овај портрет на Жаклин Рок, неговата втора сопруга, припаѓа на неговата последна творечка декада, која критичарите ја нарекуваат доцент Пикасо. Во оваа негова фаза боите на неговите слики се бледи. Авторот користи само црни, бели, сиви и синкасти тонови. Дали знаете дека во Мемориалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија во Скопје се чува примерок од вагонот со кој беа носени евреите од Македонија? На вагонот стои ознаката БДЖ, односно Бугарска државна железница. Дали сте чуле дека во археолошкиот локалитет Стоби во Македонија во 2013 година е пронајдена ретка глава од божицата Атена? Она што овој археолошки артефакт го прави редок и посебен е бојата која може да се најде на него. Голема реткост е да се пронајде мерменна скулптура со остатоци од некогашното полихромно боење.